Годинава Крушево одбележува 5 значајни јубилеи. Првите два се 120 години од подигнувањето на востанието, како и 70 години од носењето на моштите на Никола Карев во овој град, а со тоа и отворањето на првиот Крушевски музеј во 1953-та. Од музеот останките на Карев потоа се пренесуваат во споменикот Македониум во 1990 година. Кон честувањето на овој значаен јубилеј, годинава се придружува и Државниот архив со изложбена поставка токму во Македониумот со над 300 документи и фотографии поврзани со овој период. Изложбата содржи податоци за формирањето на македонската револуционерна организација, нејзиното дејствување, устројството, чинот на положување на заклетва, понатаму припреми за востанието, вооружувањето, текот на востанието, последиците од востанието, запознатите македонски војводи. Во оваа изложба карактеристично е што се дава осврт на колективната меморија на македонскиот народ, а поврзана со Илин. Исто така значајни јубилеи се и 120 години од раѓањето на македонскиот модилјанин Никола Мартиновски, 50 години од неговата смрт, како и 50 години од отворањето на галеријата на Мартиновски, која што денес е вториот најпосетуван музеј во Крушево. По овој повод, за прв пат галеријата ќе издаде каталог кој што ќе ја раскажува приказната на 62-те ремек дела кои што се сместени тука, а голем број уметници ќе создаваат дела инспирирани токму од Мартиновски, кои што потоа ќе бидат изложени на плоштадот кој што го носи неговото име. Каталогот всушност ќе биде една своевидна валоризација на оваа поставка, на неговите дела кои се овде во оваа галерија. Бидејќи, како што кажав, ние ги имаме делата, меѓутоа самата разработка на тие дела, анализата на тие дела, каде се во неговиот живот, во кој дел од неговото творештво, во кои негови експресии припаѓаат, ние тоа немаме каде да го покажеме. Едноставно, посетителот доаѓа, ја гледа прекрасното негово дело, но за жал не може да разбери нешто повеќе околу самата таа поставеност на тие дела, зошто така, како и така натаму. Графички дизајнери кои се преку невладина организација, а поддржани од European House и како гостин ќе биде и евроамбасадорот ГИР. Тие се млади луѓе кои ќе направат дела кои ќе поврзат Никола Мартиновски и Крушево. Според експертите потребно било избогатување на оваа збирка, а за таа цел били упатени писма до повеќе државни установи кои што ги имаат делата на Мартиновски да ги вратат тука, а потребен бил и откуп на дела кои што ги има и во приватни колекции.